Зошто им треба толку време? Дедо веројатно бескрајно ја измачува Вилоу со приказни за фасцинантните моќи на мравките. Мравките се познати како најмоćни во природата. И да не го заборавиме нивниот гениален талент да создаваат совршени домови. Дедо, еве го делот. Да, тоа е еден од запчаниците на смалувачот. Добивме прав джекпот. Сигурен си дека тоа е добра идеја? Знам точно што треба да направам. Ето. Ете, гледаш. Ау. Бегај! Во ред, дедо, држи се! Не го испуштај делот! И подобро затвори ги очите! Може ли да ве слушнам? Поздравете Вилоу храбрата! Таа е најхрабра! Таа е најбрза! Таа е најневеројатна оса на сите времиња! И најскромна на сите времиња. Оу, се извинувам, но кој храбро ги спаси исчезнатиот дел и дедо и тоа во исто време? Дали беше зад? Не би рекла. Кој храбро не извади двајцата од пештирата што се урна? Дали почнува со З? Не. Само викајме Вилоу! Вилоу! Приклештена во канџите на гладната страчка, некогаш Вилоу храбрата повеќе личи на Вилоу црвчето. Нејзинава незгода изгледа многу вкусно. Каде ли сум? Вау! Колку многу светкави работи! Знам дека не е, ама многу личи на джебот на дедо. Да видам колку е високо. Многу, многу високо! Вилоу! Зошто едноставно не одлета? Може би затоа што е изеле. Може би во фаза на варење. Може би ја... Во ред, престанете. Ако некој не се предава без борба, тоа е Вилоу. Видете страчката само што не одлетала молејќи за милост. Ете што ви реков јас. Во ред, треба да се качиме таму пред таа да се врати. Секогаш кога велиш ние, ти мислиш и јас, така ли е? А јас денеска сакам да се потрудам да не бидам изеден. А јас денеска немав друга работа и сакав да чувам стар дедо. Мисијата остварена. Се надевам дека е тука зашто ќе збеснам, мислам дека. Вилоу, добро ли си? Импресионирана си од моето херојско дело. Слушај, благодарам за посетата, но продолжете без мене. Јас си уживам во гледката. Јас можам да ти ја видам и куќата. Навистина, јас гледам дека ти се тресат рацете. Па јас ти ги мирисам смртливите пазови. О, да? Јас ти ги гледам. Може да го правите ова подоцна? Вие само продолжете, јас можам да си живеам тука горе. Ќе отворам нешто местнато. Што и да значи тоа? Чекај малку, што се случува овде? Дали се плашиш од височина? Вилоу храбрата? Цело време ми се Не палиш се плашам од височина, се плашам од многу, многу висока височина. И не можам да летам. Леле, ова е посмешно од она кога го прачуваше стапот за насока. Тоа беше бубачка со стап, само што не беше многу зборлеста. Да, затоа што имаше лисија што и растеа на устата. Вилоу храбрата не може да лета. Вилоу храбрата ќе ти залепи една буцка ако не престанеш. дечки, и погледнете што најдов. Продолжи така и ќе стигнеш до Кина. А јас нема да дојдам да те барам. Таа страчка ќе се врати наскоро. Што ли права толку? Изгледа чудово, се заглавило. Ајде, Вил, нема од што да се плашиш. Нема од што? Знаеш ли дека на поголеми височини има помалку кислород? Но ми треба за да дишам. Токму така, а високо е 1.000.000 метри. А кога ќе паднеш, готово. Ќе паѓаш побрзо и побрзо и побрзо и тогаш шлап. Ќе се распукаш како лубеница. Како лубеница? Да! И ќе направам страшен неред. Знам! Жалам што ќе го прекинам овој хорор филм, но може малку да ми помогне некој? Друштво? Зарем и ти сега?
Дали смисли нешто смислов? Да, ќе направиме еден експеримент. Сид, фрли ми малку од лигите. Ха? Лиги, ми требаат малку лиги. И побрзо немаме време за губење. О, окей, но ќе треба да се завртиш. Не можам да почнам кога некој ме гледа. Ајде, заврти се. Одлично. И реков на мајка ми дека ќе биде горда на мене. Густината на лигите е доволна и на површината ќе делуваат како конвексна леќа. И вуала! Добивме еден лигоглед. Ни Шекспир не ти е рамен. Еве, страчката се враќа. Вака нема да го поместиме. Добар сум! Погледни колку ѓубре има. Еј, друштво, дојдете овде, знам како да се симнеме. Не мислиш да летаме надолу, нели? Јас нема да летам надолу. Ти ќе леташ надолу? Без грижи, друштво, никој нема да лета надолу, ќе се спуштиме надолу. И ајде, пред да се врати, знаете кој, нели? И ајде подсетиме што бараме, те молам кажи Грицки. Се што е многу сјајно, нешто што ќе ја намали таа птица. Внимавај на очите. Да, не ги сакаш сега и моите очи. Не, само сакав да кажам... Сид, ти си брилијантен. Не е до земјата! Ќе биде ако сите се качиме. Денес обилно ручав. Чаузер, оди ти прв. Ти си најтежок. Но не можам. Страв ми е. Кога ги размислам, еве ме тргнуло. Чаузер, само не гледај надолу. Предоцна, веќе погледнав. Мислам дека ќе... Па, Сид, како изгледам? И да сакаш не можеш да изгледаш посмешно. Изгледа дека сепак можеш. Јуху, грдотија со пердови, дојди пати ме. И успеа, сепак ти должам $5. Колку и да е тоа. Океј, Сид, кога ќе избрем до 3. Одлично ти оди, дедо. Јас сум крал на опе. Ајо. О, не. Дедо, не! Доаѓам! Барен, го можеш ова. Рилја, не ме изневерувајте сега. Те фатив! Еј, Вилу, каде беше до сега? Ме знаеш мене. Сакам да живеам опасно. Што ќе биде со Чаузер? О, Чаузер. Јас не сакам да треснам како лубеница. Не се шегуваше за тој обилен ручек. Што? Го сакаш сјајниот предмет? Па може да го земеш. Зашто го стори тоа? Баш супер. Добро, ќе ми помогнете да го спасам дедо ми? Дали некој ми го спомна името? Дедо! Но како? Птицата ми го украла метрото. Како не помисли на тоа, Зак? Следниот пат употреби малку мозок, внучко.
Само ми е мило што си добро. Добро, никогаш не сум се чувствувал подобро. Но сигурно си мирисал подобро. Па, Вилоу храбрата. Имаш уште некоја фобија за која што не знаеме? Не знам што сакаш да кажеш. Еј, само внимавај, не летај премногу високо. Како и да е. Па, барем имаме уште едно парче од смалувачот. Ние сме чекор поблиску да се вратиме дома, внучко. Да, во врска со тоа, дедо, се сеќаваш дека ми вети дека ќе одиме на риболов?